Се собираат последните податоци за исплата на финансиската поддршка на семејствата на загинатите и повредените во пожарот во Кочани. Црвениот крст на Македонија во соработка со владата од собраните донации на секоја фамилија каде што има жртва или повреден, ќе им исплати по 150.000 денари. Заклучно до денеска преку Црвениот крст се собрани околу 900.000 евра. Во првата фаза ќе бидат исплатени 36 милиони денари. Приоритет ќе имаат членовите од семејствата на настраданите, а потоа и на повредените. За да ги добијат овие пари, потребно е да достават жиросметка, матичен број и да пополнат својрачна изјава. Со надчовечки напори, би рекол, пред се на волонтерите, на вработените на Црвениот крст, сето тоа ќе успееме да го завршиме денеска и утре и веднаш пристапуваме кон исплата на средствата. Нема апсолутно никаква друга причина, единствена причина е ова што ви ја набројувам. Непочитувањето на законот за лични податоци е исто дело како што и секое друго дело. Ако настрадавме од непочитување на законите, неоправдано и некоректно е да се бара од Црвениот крст да не ги почитува законите. Казните се високи. Досегашните пари се собрани од граѓани од Македонија и од странство, компании, локални самоуправи, државни институции, но и мињата ќе бидат објавени откако ќе заврши донаторската кампања, која би траела уште 10 дена. Од Црвениот крст велат дека освен за финансиската поддршка ќе бидат посветени и на теренските активности, особено во делот на психолошката поддршка на граѓаните од Кочанскиот регион. Верувајте дека имаме повици секојдневни и тековни од училиштата пред се, нели на територијата на општина Кочани, па и на Штип, затоа што замислете им ги нема другарите од класот, им ги нема нели луѓето кои секој ден си се играле, си се забавувале и тој проблем е многу приоритетен и многу сериозен и тука најмногу сме посветени. Ние и вчера бевме овакво имавме дежурни екипи и денеска нашите тимови се 24/7 достапни и тоа е сега најприоритетната потреба, најургентната потреба. Државата целосно ги покрива трошоците за лекувањето на повредените во странство, децидни се надлежните. Службата за општи заеднички работи и останатите институции се задолжени за целата неопходна логистика за сместувањето и транспортот на повредените и нивните семејства. Владата го плаќа престојот на најблиските на пациентите кои се лекуваат во странство, зашто право имаат по 2 лица од семејството на секој повреден.